Идејата ја имам веќе подолго време. Истата представа беше аплицирана во Министерството за култура еднаш преку Охридскиот театар. Еднаш ние како приватна продукција аплициравме, но некако комисијата увиде дека нема приоритет овој текст и оваа тема за нив, не беше доволно приоритетна, така што ниту еднаш не беа одобрени средства. И дека сигурни бевме дека сакаме да го сработиме ова. Екипата беше од самиот старт таа иста екипа. И така поразговаравме, сите заеднички се сложивме дека можеме да стартаме да го работиме овој текст и без буџет, да се обидеме да најдеме некаква поддршка од приватниот сектор и самите да вложиме нешто од финансиите на театар провокација. Така што се обидуваме да го доизгураме проектот до крај. Елена Лука ни влезе како спонзор, не е ова прв пат да влезе како спонзор на театар провокација. На првин ке ме земеш, после ке ме е представа која што исто така беше спонзорирана од Елена Лука. Костимите беа изработени исто така од таа ваша компанија и потоа Ожениме и исто така е проект во кој што се вклучи Елена Лука и ова е веќе трета соработка и многу сме благодарни што се негуваме таа. Многу значи, не однос само на добивање на финанси за костими, односно во компензација се работи, но за нас Елена Лука е бренд кој што не само знае да ја прати модата, туку и театарските трендови. Тимот кој што го има Елена Лука се луѓе кои што работеле театар, кои што знаат театар и кои што се многу отворени за сугестии, заеднички доаѓаме до некои решенија и среќни сме што ја имаме таа соработка, што имаме таа отворена комуникација и дај Боже и во иднина да ни продолжи. Нашата порака е еден вид на крик на самиот тим дека ова што ни се случува не е добро, дека младиве се иселуваат, не само младиве, туку и успешни луѓе, успешни бизнисмени бегаат од овој систем, од ова што ни се случува во Македонија. Ова е крик да се променат работите и дека сега и овде и веднаш треба да се реагира, затоа што државата не се испразни. Ова е начинот на кој што ние можеме да реагираме и да направиме нешто во однос на ова прашање. Самиот аплауз и од она како течеше представата, мислам дека скупската публика ја прими баш онака фантастично, мислам, со сета емоции, со сета отворена душа, како што и оваа представа заслужува. Да, сметам дека ја испративме пораката и сега колкумина ќе размислат, нели, и колкумина би останале во државата или повторно би си го гледали излезот надвор од неа, тоа останува секој за себе да си пресуди. Меѓутоа, да, кога веќе повеќе мина ги гледаш во публика дека емотивно се соживуваат со тоа, дека тоа истото ги боли, дека живеат таа реалност во нивните семејства, мислам дека уште толку емоцијата и пораката стана уште посилна. Како дама, како најубава во свет. Значи, сите креации ги обожавам на Елена Лука и мислам дека она што ги прави посебни е тоа што секој кога ќе го видат, нели, кога ќе видат фигурата на актерот, на моделот, кога работат тоа, знаат точно што им стои, што да извлечат од тебе, за тоа да можеш уште побаво да го носиш и да се чувствуваш пријатно во него. Значи, јас се чувствувам најубаво тие костими. Па мене секоја изведба ни е различна, но она што е клучно за сите изведби е дека секогаш емоцијата е иста во сите изведби. Знаете, кога ќе заврши представата, некако се чувствуваш и емотивно испразнато, што е супер, што значи дека добро поминала представата. И јас секогаш си одам со некои прашања што си ги носам после представата, што верувам дека и публиката така си заминува. Затоа што јас сум на две страни си велам дали може би треба да си заминам или не и така, секоја изведба ми го отвора повторно тоа прашање. Повеќе целта да почнеме да размислуваме на тоа дека почнува да не снемува и дека стануваме земја на ништо, на штркови и мислам дека повеќе е адресирано кон некои други фигури во нашето општество што треба да се запрашаат зошто
зошто тонеме и можеби за 10 до 20 години од сега на кои ќе ги спроведуваат законите и функциите. Тоа е поголемото прашање според мене. По мене ми беше најбитно што костимот ми беше многу удобен за носење и имавме неколку проби за истиот. Кога не ми е удобен костимот, не можам да... Малку ми е непријатно да се движам, да носам емоција на сцена, но Елена Лука веќе втор пат ми прави костим за представа и секогаш ми ги прави баш по мерка, баш за мене. Вака, мене ми е ова, мислам и до сега, поинакво театарско искуство со оваа представа. Поинаква работа на ликот. Ова многу се живи ликовите во целата представа и процесот траеше малце повеќе долго, бидејќи тематиката е таква, истражувачка, има нешто во кое секој од нас приватно и лично го чепка, така да тргнавме од тоа. Јас, ако ве зборам конкретно за мојот лик, многу сме приватно слични со ликот, имаме барем 90% од истите ставови. И можам да кажам дека лично многу ме допира оваа представа. Уште на првото читање на читачката проба, реков да, ова е ликот што сакам да го работам и ова е текстот и поготово и тематиката, како што напоменав, е доста актуелна. И верувам дека секој, ја баш пратев во публиката, имаше ќе подзашмркнат, ќе слушнеш маранчиња, солзи, така да нема кој не би го допрела во оваа тема. Сите имаме некој дали од семејството што е отпатуван, што не е тука, било тоа братучеди, Вујковци, Вујничичковци, сите не боли тоа што се слушаме со нив на Вибер, се гледаме еднаш до два пати во годината, дали за Великден, дали за некој роден ден, дали за некој празник, и сите мислам дека тоа не допира, не чепка и едноставно не можеш, мислам против тоа, тоа се тие некои емоции кои еве, како што и мојот лик кажува, да, тука сум роден, тука сакам да создавам, тука сакам да творам. Едноставно проблемот го наоѓаме во системот. Зошто луѓето бегаат од тука, бидејќи не се задоволни од системот. Не е дека нашава Македонија не е убава, напротив. Знам, имаме прекрасна држава. Македонија е толку прекрасна, да не зборувам за од природни убавини, од народот, од храната, од не знам, таа топлина и љубов што има тука, не верувам дека некаде ќе најдеш. Ние сега бевме во Шведска на гостувања и е убаво, европски град, средено, скоцкано, све. Ами има нешто што не достига. Тоа нешто малку што не достига, значи па и премногу. Да, дефинитивно, да. Затоа и ја правевме. Мора малце да се разбуди она во луѓето. Не е дека ние, еве пак ја напоминам, не си ја сакаме државата. Ама сепак промената трга од самите нас, од луѓето, од општеството. Ако самите ние се свестиме и тргнеме поинаку да делуваме, мислам дека можеме да изградиме и поубав систем, и поубава држава, така да треба да си го цениме, да си го негуваме своето и да... Ајде да направиме нешто за државата. Ајде, мала една промена е многу доволна. Костимите се огромно, мислам се од огромно значење за сите театарски представи, за самото чувствие на ликот. Така да јас барем исто кога тргам од самиот себе, друго е чувството кога ќе облечете костуми, кога ќе стапнете на сцена. Автоматски ви се менува чувството. Тоа е, ние си го викаме и зрно на улога. Некогаш и костимот знае да биде зрното на улогата. Таа некоја искра која во тебе ќе пробуди нешто. Многу е, да речеме, една обична кошула. Може во тебе да чувството кое го имаш додека ја носиш кошулата или било панталоните, кондури исто особено, знае да ти даде некое поинакво чувство на сцена, да те тргне од она што си ти приватно. Така да, поготово костимите се уникатни во оваа представа. Мислам, секој од колегите мислам дека дотеран баш онака точно во склад со ликот. И додатно и коментарите што ги слуша во Охрид после изведбата тамо, беа баш тоа, направени со осет, со мерка, баш онака да го цртуваат ликот кој го толкуваме на сцената. Така да, огромно едно, навистина, еве, во името на целиот тим ќе кажам, огромна благодарност пред се до Елена Лука, бидејќи не само сега, и еве на две представи предходно што сум работел, биле спонзори и навистина
Немам доволни зборови да опишам благодарноста, бидејќи ја цените уметноста, пратите буквално се што се случува и давате максимална, несебична поддршка и уште едно благодарам на вистина.